No lyrics here, just beats the vibe. A squeaky duck and a cow collide. Boing boing goes the truckling sound. На канал кај Бетичер Крипто и денеска ќе зборуваме за ончейн метриките, да видиме всушност што се случува на мрежата и што ни кажуваат тие статистики, а секако на крајот ќе споделиме и графикони од следните алткоини и тоа се за вас. Во меѓувреме, иако делува дека поминала цела вечност, до сега, верувала или не, од ворот поминале само 140 дена, додека пак во претходните случаи поминале околу 400 дена и со формирањето на врвови, односно секој пат кога имаме нов all-time high, имаме црвена боја која што подоцна се прелева во портокалова, па во жолта и тука моментално во жолтата се формираат тие дна кои што подоцна водат повторно до нови all-time highs и секако имаме движење од 1000 денови тука кога всушност го пробиваме тој претходен all-time high за да продолжиме во следниот циклус. И според оваа статистика тука би очекувале да се придвижиме уште повеќе надоле во следните месеци, доколку оваа статистика остане како што било до сега. Но всушност не сме денеска тука да дебатираме за должината на bear маркетот, туку да видиме што би се случило доколку имаме распродажба на S&P 500 и покрај потенцијалните својства на биткоин, да биде дигитално злато или пак да биде заштита од страф. Тоа може би е ваше мислење, но всушност сега за сега барем биткоин уште се третира како ризично средство. Поредбата што ја добива биткоин во поголемите институции, тоа е дека биткоин е всушност леверидж верзија на Nasdaq, колку и да звучи непријатно за одредени луѓе кои што држат биткоин. Тоа верувале или не е поддржано и со податоци, а тоа ќе го видиме моментално. Оно што можеме да го видиме тука е променливата корелација помеѓу биткоин и Nasdaq, додека ако погледнеме во раните временски периоди на биткоин во 2016 година, пример, имаме понекогаш корелација, понекогаш немаме, но тогаш биткоин бил само за ритейл и понекогаш се појавувала таа корелација помеѓу нив, но додека навлегуваме во 2020 година, таа корелација е се поголема, бидејќи знаеме дека подоцна почнаа да влегуваат и институциите, а верувам дека многу порано од она што официјално го кажа. И оваа врска тука помеѓу Nasdaq и биткоин после 2020 година останува многу поврзана и корелирана. Тоа значи дека биткоин е леверидж верзија на Nasdaq, повеќе не е теорија, туку станува реалност. Сега, доколку имаме пат на берзата, сите знаеме дека S&P 500 и Nasdaq се движат многу корелирано. Тоа би значило дека би имале повторен поголем пад на биткоин и нема да падне приближно како акциите, туку би паднал дури и повеќе од нив. И знаеме дека биткоин е многу понестабилен од акциите, а тоа ќе го покажеме и сега. Биткоин е барем двојно понестабилен од Nasdaq и берзата. Моментално ќе ги погледнеме сега најголемите падови на Nasdaq и на биткоин, кои што се случувале од 2008 година. Погледнете, имаме движење од минус 51%, бидејќи знаеме дека системот после 2008 година е многу променет и е базиран на ликвидност. Ставање на ликвидност е всушност добар ден тука, така да имаме пад од минус 51% во 2008 година за Nasdaq, потоа едни од побитните се минус 20% во 2019 година, во 2020 година 25%, додека пак во 2022 година сме имале минус 35% и во 2025 година имаме пад од минус 20%. Што значи, доколку го споредиме овој графикон со
Биткоин тука сме имале минус 83% во 2019 година, минус 73% во 2020 година, во 2022 година, bear market сме имале минус 76% и погледнете што се случува кога сме имале во 2025 година минус 20% за Nasdaq и минус 20% за Биткоин, што значи дека доколку го собереме сега овој просек, имаме отприлика минус 77% пад на Биткоин после падот на Nasdaq. Тоа е 2,8 пати повеќе од падот на Nasdaq. И сега ајде да направиме пресметка што всушност би се случило со Биткоин и колку ќе падне доколку берзата веќе во почетната фаза на bear market, и да го направиме на лошото сценарио. Моментално Nasdaq го гледаме на минус 4% од all time high, така што просечното движење на Nasdaq е 27%, што значи дека би ни останало да се придвижиме уште 23% во надолна насока. Според оваа статистика сега моментално Биткоин би требало да биде минус 46% уште, а тоа ќе не одведе до цена од $35,000 за Биткоин. И дали тоа всушност е можно? Технички да, можно е секако, но дали тоа е нашиот главен случај? Воопшто не. Веќе ги кажавме главните случаи за Биткоин, каде очекуваме прв пат да видиме по голема акумулација. Секогаш треба да имаме рационални мислења и не можеме да се преправиме дека ништо не се случило доколку акциите паднат во еден масивен bear market. Секогаш дека Биткоин би добил некои импликации од тоа, но секако не можеме да знаеме, како што ова е статистика, статистиката се менува секојдневно, така да ова се некои само информации кои што ги споделуваме интересни. И ова сценарио кој што сега моментално го зборуваме од $35,000 за Биткоин е сценарио на максимална болка и уништување тотално на сентиментот, каде што верували или не, до сега сме моментално во Fear and Greed индексот околу 11. Замислете што ќе се случи доколку се случи ова, треба да одиме во минус. Така да за реализација на ова сценарио би можеле да дадеме некои, не знам, 10% можеби, и не е главното сценарио моментално на каналот. И сега би сакал да преминеме на уште еден графикон кој што исто така е важен, без разлика на тоа кој сценарио ќе се оствари. И овој графикон го покажува исходот од вашата инвестиција базирана на тоа колку долго го држите Биткоин. Големи се веројатностите дека доколку го држите еден ден, една недела, еден месец, дека 47% ќе бидете од прилика во загуба, за една недела 44% се веројатности дека ќе бидете во загуба, за еден месец 43%, доколку погледнеме пример на една година, тој процент се намалува на 26,3%, и доколку ги погледнеме на долгорок, погледнете на 3 години, процентот е 0,9%, и на 10 години имате скоро 0% дека ќе имате загуба доколку го држите во тој период. Главниот фактор тука е времето, односно трпението кое што можете да го имате во текот на инвестирањето. Без оглед на се, на долгорок можеме да видиме дека овие проценти се скоро 0, така да мислам дека ви е многу појасно сега. А сега ќе преминеме на алткоините и продолжуваме таму кај што застанавме. Ево го, Бонк моментално, погледнете го, овој раст во 2023 година уште се држи на тие нивоа. Ќе поставиме на тренд линија тука и не можеме да очекуваме ништо пред да ја пробиеме ова тренд линија.
огромен раст тука, веројатно ова е првиот бран, почетокот, вториот бран моментално се формира и би можеле да продолжиме нагоре. Овој графикон е исто така многу млад, така да ова може да се постави само една тренд линија тука моментално и погледнете. Ова тренд линија класично ни покажува каде се наоѓа цената. Исто така огромен пад на овој коин моментално ќе го ставиме на месечно ниво и имаме некој тренд тука надолен. Би требало да видиме некој пробивање, но за сега немаме никакви знаци за тоа. Класично движење тука, пад, собирање на ликвидност и повторен пад. Додека пак погледнете го овој сега графикон, моментално имаме голем раст на овој токен. И како точно да се справиме со ова? Скоро сме на препродадено тука, но би требало да видиме каде сме на месечно ниво. Доколку видиме на месечно ниво не може ништо да ни покажат, но ќе поставиме на тренд линија. Ова е една тренд линија, така наречена една од главните тренд линии. И сега ќе направиме уште една тука. Да. Гледате како ја следи оваа тренд линија уште од почетокот на овој тренд тука. Искрено не ги знам кои се овие токени, ни што прават, но ова е само техничка анализа, така да погледнете оваа формација. Оваа формација, ево го, првиот бран и го формираме вториот, А, Б, С корекција и ова би требало да проложи во третиот бран моментално. Движењето тука е многу јасно и видливо, она што институциите го прават. Имаме движење, погледнете го ова, движење со еднакви дна тука и пореднакви врвови, мало проаѓање, тоа не е голем проблем, што значи дека ќе формира можеби третиот, четвртиот да биде по остар пат и петиот да го формираме вака. Секако не ги гледате цените, ова е само движење кое што го покажуваме, не ги покажуваме цените. Овој токен моментално нема ништо, исто така надолен тренд. Движењето на овој исто така надолен тренд. Некоја тренд линија, погледнете како добро се одбиваме од оваа тренд линија. Моментално имаме полека формирање на дното. Virtuals протокол на неделно ниво. Погледнете, имаме скоро исти формации тука, како и предходно. Ова би била некоја си тренд линија, ако погледнете се одбиваме од неа. Предходно сме имале огромни добивки за овој токен. На месечно ниво не може да видиме, но на неделно ниво затоа погледнете го Магди. Моментално се ресетира. Имаме, погледнете, Penguins, не знам ни што е ова, Pengu. Тренд линија, еве, сме формирали некој си дно, веројатно. Даш моментално е во фазата на акумулација тука, погледнете. На месечно ниво ова има доста историја, коин, ево А, Б, С формација, ево првиот бран, што правиме, ова е остра корекција надолу и веројатно тука некаде би требало да биде тоа дно. Pancake swap, погледнете.
огромно движење во 2021 година и повторно се вратил на своите нивоа. Едноставно овие токени се многу мали, барем сега за сега нема што премногу да се каже за одредени. Погледнете, ево. Пат моментално го ресетираме овој индикатор. RSI исто така на едни од најниските нивоа. Just ја следи оваа тренд линија. Погледа. Одлично движење како полека се придвижува нагоре во својата тренд линија. Curve. Сме имале ресетирање на овој сентимент, но погледнете, не е пробиено ова дно, што значи дека веројатно е ова само да биде вториот бран со акумулација. Ова не знам што е искрено, не знам што ви кажал за ова. Каја исто така. Огромен пад, моментално се ресетира тој сентимент и сме на едни од најниските нивоа за MACD. Immutable. Ево, класичен прв бран, А, Б, С, уништувањето сентимент и веројатно ова би било нешто вака. Тука ги измешаваме, нешто вака. Секако немате да ги гледате цените. И уште еден Ostercoin појавен во 2017 година, се држи многу добро. Погледнете го само овој мал пад во 2022 година. Со ова прво движење тука, ево, може ова да се гледа како четврто движење и да следува пето движење за да се формира првиот бран тука за овој коин. И од прилика тоа е тоа за денеска. Се надевам дека уживате во овие видеа, се надевам дека ви помагам, а вие слободно претплатете се на каналот, поделете го материјалот со своите пријатели, лајкнете ги видеата и помогнете на овој канал да се развива и да прави што повеќе материја за вас. Гледамо видео, а ние се гледаме во следното видео. Поздрав од Ветиче Крипто и чао чао. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap.